Органите на прогонот го истражуваат работењето на туристичката агенција Орфеј, а во моментов се води предистражна постапка, дознава 1ТВ. Ова не е првпат истражните органи да добијат пријава за оваа агенција. Од МВР велат дека кривична пријава имало и минатата година. Ви информираме дека во текот на 2017 година СВР Скопје поднесе кривична пријава против РТ и ДТУ Орфеј Доел Скопје поради сомнение за сторено кривично дело измама од членот 247 од Кривичниот законник на Република Македонија. Голем е бројот на измамени туристи кои поднесуваат поплаки до надлежните институции, но досега јавноста не видела санкции за агенциите чие име постојано се поврзува со скандали. Агенцијата Орфеј е една од најчесто критикуваните. Првите поплаки за оваа агенција се уште од 2007 година, кога туристите со веќе уплатени аранжмани непосредно пред тргнувањето се известени дека патувањето за Грција се откажува. Во 2012-та доаѓаат скандалите со заглавените туристи во Палма де Мајорка, кои безмалку 2 дена биле оставени без вода и сместување. Потоа следат и поплаките од туристите кои останале во Грција и Египет, бидејќи агенцијата не им резервирала повратни карти, туку само во еден правец. Поплаки од граѓани пристигнуваат и до пазарниот инспекторат и до медиумите. Дел од нив своето лошо искуство го споделија и во контактната емисија 1 минута на 1ТВ. Ние имаме пример во Скопје, не сменет име на агенција, па продолжува да и функционира. Конкретно со однесува на туристичка агенција Орфеј, која што беше дури и лоцирана во центарот и продолжува се измамите под истото име, под истиот бренд. За какви конкретно измами вие сте запознаени дека преживеали или вие можеби сте биле дел од измамените граѓани од оваа агенција? Па да, дури на 2 наврати, неверојатно, но дури на 2 наврати, затоа што во одреден период имаше некаква репутација. Си дозволив и втор пат да бидам измамена, наједноставно гардот или односот на собственичката беше поразителен, значи она не ги ми рефундираше средствата, него наједноставно се случило, виша сила. Најлошо искуство сум имала и најмногу превари со туристичка агенција Орфеј. За какви всушност измами станува збор? Тоа е страшна измама. Ние возрастни луѓе сакавме да патуваме у Париз и без една група и она нас ни го откажа патувањето 2 дена пред патување у Париз, као демек нема доволен број на патници. Ние тоа го пријавивме у пазарна инспекција, на некои од патниците што беа малце поупорни им ги врати порано парите, на нас преку пазарна инспекција, но предходните гледачи кои што истакна агенцијата Орфеј, јас имам едно многу страшно лошо искуство со таа агенција, а за тоа не би сакала вечерва да коментирам, ќе ви доставам во писмена форма до вашата редакција. Ќе ги очекуваме вашите детали. Да, ќе ве замолам ако може вие да истражите целата таа случка и јавно. Собствеништвото на агенцијата остана без коментар на ваквите поплаки. Собственичката на туристичката агенција Орфеј Снежана Јовановска повеќе од 2 недели не одговара на телефонските повици на 1ТВ. Денеска ја побаравме и лично во агенцијата, но вработените не известија дека не се наоѓа во земјава. Тука? Не е тука. Не е во Скопје. Така, кога ќе се врати? Па не знам само ќе можела да кажам стварно. Така. Кога би можело прилика барем да ставиме во контакт? Речиси секоја година пристигнуваат поплаки од разочарани туристи на сметка на агенцијата Орфеј, а од државниот пазарен инспекторат оваа агенција е оценета како проблематична. Иако постои со години, агенцијата Орфеј не е дел од туристичката комора. Оттаму за 1ТВ велат дека ваквите агенции со своето работење нанесуваат штета и на туристичките агенции кои работат правилно. Во изминативе 3 години, како комора сме имале пријави од корисници на туристички услуги за одредени туристички агенции, од кои патниците не ја добиле претходно договорената понуда и при такви ситуации комората реагирала соодветно. Доколку се работи за туристичка агенција,
која не е членка на комората. Тогаш им посочуваме на барателите да поведат постапка преку институциите, а тоа е Државниот пазарен инспекторат, кој е единствен надзорен орган за вршење контрола врз работењето на туристичките агенции и организацијата на потрошувачи. Но и покрај тоа што не се членки на комората, со таквите пропусти кои ги имаат при нивното однесување кон патниците и целокупната изведба на туристичките услуги, нанесуваат директно штета на угледот и работата на оние туристички агенции кои се членки на комората и кои ги почитуваат сите правила и прописи при исполнување на продадените туристички услуги на потрошувачите. Таква беше ситуацијата со туристичките агенции Јупитер, Виаджио, Орфеј и други, за кои веднаш беа известени инспекцијските служби да преземат соодветни мерки за спречување на ваквите појави. Каква мерка била преземена кон нив и слични на нив, тоа е во надлежност на Државниот пазарен инспекторат. Но ни рекоа одговори да очекуваме во текот на утрешниот ден. Одговори побаравме и од Министерството за економија, кое е надлежно за издавање лиценци. Имајќи предвид дека ТА Орфеј е регистрирана како туристичка агенција од 2011 година, ви информираме дека истата има измена на деловниот субјект во 2016 година. Во 2012 година до Министерството за економија е пристигнато барање за приговор и истото е препратено до Државен пазарен инспекторат за понатамошно постапување. Во 2014 година е пристигнато барање од адвокатска канцеларија со приговор против ТА Орфеј Скопје. Министерството за економија истото го препрати до Државниот пазарен инспекторат, пошто е добиено известување дека нема основ за казнување. Во 2016 година имаме ново барање за добивање лиценца, каде што има промена на фирма и до ден денес до Министерството за економија нема примено нови поплаки или барања за истата агенција. Во согласно со Законот за туристичка дејност, за да може една лиценца да се одземе од страна на Министерството за економија, првично треба да му бидат одредени 2 казни од Државен пазарен инспекторат. Велат од Министерството за економија, ако агенцијата Орфеј е регистрирана во 2011 година како што велат од Министерството, тоа би значало дека во време на првите поплаки против Орфеј, агенцијата работела нелегално. Се наметнува прашањето, зошто Орфеј била толерирана да работи нелегално во првите 4 години од постоењето и зошто по бројните поплаки од измамени туристи се уште нема никаква санкција. Останува и дилемата, дали и оваа летна сезона ќе биде одбележана со бројни поплаки од незадоволни туристи.